Живееме во ера на климатски промени предизвикани од човекот. Ова е насловот на темата на неделата на Слободна Европа, во која зборуваме за обидите на човештвото да поправи дел од сопствените грешки со Парискиот договор за климатски промени и најавеното повлекување на Соединетите држави од договорот. Климатските промени на земјата се случувале и порано, но за прв пат тие најмногу се предизвикани од човекот. Токму првиот посериозен меѓународен обид, Парискиот договор за спречување на климатските промени, најголемиот удар го доби од вториот најголем загадувач со штетни гасови во светот – Соединетите Американски држави. Светот остро изреагира на одлуката на председателот Доналд Трамп да ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор. Некои тоа го оценија како сериозен удар врз напорите да се зачува планетата за идните генерации. Други пак дека тоа е уште еден чекор кој ги оддалечува Соединетите држави од водечката улога во светот. Ен Карлсон, професорка на Калифорнискиот универзитет, вели: It is troubling, I think, for the global community to see the swings in US position on climate change and, if the Trump administration reneges on not just the Paris Agreement, but also the UNFCCC, he's going to make it that much more difficult for a future administration to get back into a leadership role. Парискиот договор е првиот обврзувачки глобален договор во борбата против климатските промени. Скоро сите земји сега го лимитираат испуштањето штетни гасови во атмосферата врз доброволна основа. Даниел Свейн, климатски научник, вели: From a climate perspective, bringing carbon emissions to zero by the middle of the century would limit the rise in Earth's temperatures and would limit the rise in high impact climate extremes that are associated with global warming. Експертите како Бил Коркоран се согласуваат дека е неопходна итна акција, токму од сегашните државници и политичари. They'll be dead and gone when the actual impacts of climate change are hitting this planet, and it's our children and their children who are going to bear the brunt. Некои сметат дека запирањето на климатските промени ќе овозможи да се спречи веќе започнатата хуманитарна катастрофа, односно страдањето на милиони гладни луѓе поради големите суши во светот. Од друга страна, Парискиот договор, како што вели Тобијас Менчмајер од Организацијата за заштита на животната околина Greenpeace, носи известни нови можности. The other countries, they have understood that climate protection is creating a lot of jobs because in the sphere of renewable energies and energy efficiency you can make a lot of business and you can build up a lot of companies. Според него, председателот Трамп се уште го нема сватено тоа и затоа ќе биде изолиран од светот. А Македонија е потписник на договорот од Париз, кој сепак се уште не е ратификуван во земјата. Делот на невладиниот сектор успешно работи со повеќе општини за справување со климатските промени. Тие велат дека Македонија е на добар пат. Факт е дека климата се менува и тоа се случува под влијание на човекот, велат од невладините организации кои се бават со оваа проблематика. Македонија тргнала на добар пат во справување со климатските промени, кои не може да се спречат, туку може само да се забават, вели извршниот директор на невладината организација Милиеу Контакт Игор Славковски. Организацијата, како што посочува тој, работела со 14 општини на стратегија за справување со климатските промени. Спроведувањето на тие стратегија е започнато, а како позитивен пример Славковски ја издвојува општина Богданци. Општините на локално ниво се многу посвесни дека климатските промени се случуваат затоа што директно ги чувствуваат последиците. Луѓето на локално ниво директно ги чувствуваат. Луѓето од Богданци, например, кој што беше една од првите општини кои што ја донесоа стратегијата климатски промени, заедно со нас им помогнавме ние во целиот процес, знаат дека ако до пред неколку години доматот си растел нормално, во последно време доматот не успева ако не е под фолија. Македонија е потписничка на Парискиот договор за климатски промени, но договорот се уште не е ратификуван и тоа е првата работа што треба да се направи, бидејќи според Славковски документот е основа за мерките кои треба да се преземат во иднина. Во Македонија се прават одредени активности. Она што е основно и прво кое што мора да се направи, кое што мора уште повеќе да се работи на тоа поле е луѓето да ги препознаат климатските промени и да знаат дека тие се случуваат и дека влијаат директно на секојдневието. Појави кои што не биле својствени за овој регион.
кои што се случуваат, како што имавме тие наглите поплави од нигде никаде пред некоја година и така натака. Имало врнежи, меѓутоа во таков обем не е својствено за овој регион. За други региони може да е својствено. Ризиците од климатските промени се различни во зависност од сферата на живот, но Македонија според Славковски ќе има проблем со прифаќањето на големи количества на врнежи за краток период, кои во минатото биле распоредени во текот на целата година. Од друга страна, додава тој, ќе се соочиме и со нагли промени на температурата, со топлотни бранови, поплави и пожари. Тоа беше се ово издание на темата на неделата на Слободна Европа, во кое се осврнавме на климатските промени и справувањето со нив. Следете не на slobodnaevropa.mk и нашите социјални мрежи. До гледање.